Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта, поточно на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Овој пат ќе зборуваме за сезонските алергии кај децата. На каков начин се манифестираат, на која возраст обично се јавуваат и во кој период од годината се најизразени. Што е тоа сезонски алергиски ринитис? Се јавува ли кај децата? Доколку родителите се посомневаат дека нивното дете е алергично на нешто што може да преземат во таква ситуација, каква е улогата на витаминот Д во превенцијата, но и третманот кај алергиските респираторни болести во детска возраст. Имаме навистина многу прашања на оваа тема кои што ќе ги упатиме на професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар од Институтот за белодробни заболувања Козле кај децата. Започнуваме веднаш по рекламниот блок. Во магазинот за родителство 0+ месеци денеска зборуваме за сезонските алергии, поточно за сезонскиот алергиски ринитис во детска возраст со професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар од Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле. Професорке, добар ден и добре ни дојдовте повторно во емисијата. Секогаш ми е драго кога доаѓам тука. Заедно е, професорке. Алергии се јавуваат и кај возрастните и кај децата, но родителите понекогаш ќе добијат дијагноза сезонски алергиски ринитис. Што тоа значи? Па тоа значи дека децата имаат проблеми со течење, секреција од носот, која што е бистра, нели, за разлика кога имаме бактерии во носот. Значи имаме една бистра секреција, има чешање на носот, има вака права цело време, тоа значи се има една, гледате по сликите, значи тоа е еден покрет, таков се поздравуваат практички како еден алергиски поздрав. Понатаму може да има носна обструкција во смисла блокада, не може носот е затнат и така назално се зборува и може и да страдаат и очињата, односно да ги чешаат. Така да практички носот со очите тоа е една алергија која што ја у моментов ја имам. Значи и многу зависи дали на кој алерген има алергија детето или возрастниот. Може да биде сезонски, ама сезоната се менува, значи може да почнува уште од половината на јануари кога цветаат дрва и тогаш имаме стварно проблем. Ние не ги гледаме тие цветови, тоа што викаме полен на дрва, полен на трева, полен трева например се од половина на април, сега почнуваат па до половина на јуни, па имаме амброзија од август натака. Значи имаме тука полени на надворешната средина, имаме домашна прашина, грени што викаме ние, нели, дерматофагоидите, имаме значи од мачка и од куче, остатоци, значи тука не се влакната во прашање, нели обично ние мислиме, па кога се тестираме, јас сум се тестирала за куче, дали имаме алергија, не е тоа од влакната, колку нели има влакна нели по дома и така натаму, тоа е повеќе од изметот и од урината. Практички тука се содржат тие кога ќе се исушат тие материи, тука се испаруваат тие алергените. Така да тие се многу значени, меѓутоа може да биде сезонски и зависи на што е алергично. Значи треба да се утврди. Треба да се утврди на што. Сега најважно ни е анамнезата, ова што зборуваме, клиничката слика, ако родителот или нели се зборуваме за децата, увиди, јас си викам добро, кога можете ли да прецепирате дали зимно време, летно, нели прво како времиња сезонски да ги одредиме или е само кога е дома или повише кога е надвор, нели кога игра фудбал, кошарка, нели обично во фудбалот, нели кога престојува повеќе. И тука многу е добро, значи анамнезата ако е добро земена, и ако родителот нели субави прашања го натераме да се сети, зашто нели ние живееме турбулентно, некако не ги приметуваме, ама не ги дефинираме работиве, можеби субави прашања можеме да допреме до конечниот одговор, па понатака одиме со тестирање во зависност нели од возраста колку можеме што да направиме. А на која возраст обично се јавува алергискиот ринитис? Може ли кај бебе да се јави овој проблем? Видете, алергискиот ринит значи се појавува како
по дефиниција може да оди после над 2,5-3 години. Значи до 3 години повеќе имаме екзема во бебешката возраст како еден израз на алергија. Понатаму тој може да прерасне во атопичен дерматит, кој што е до 3-та година, понатаму може се јавува алергискиот ринит, кој што е почнува од кај 3-та година, ама најизразен е околу 6-та, па и во тинејџерските години. И понатаму тоа зависно од каква состојбата може да премине во астма. Значи тоа е еден алергиски марш, ние го викаме, кој што така каскадно одат некои работи. Сега не значи дека секој дете ќе има комплетно клиничката слика, може да запре на одреден стадиум. Но оние кои што имаат атописка конституција, што вие велите лекарите, имаат поголема шанса да развијат и алергиски ринитис, за жал и астма. Па ние затоа прашуваме и во семејството дали има некој со пумпици, дали некој алергичен. И сега тука треба многу прашување, јас студентите што им кажувам, многу циљани, например, затоа што вие ќе прашате има алергија, ќе кажа па не. И сега вие почнувате добро, некоја инјекција сте примили, да, од пеницилин имав, мед, не може од пчела. А тоа се изразити алергени. Значи тоа е неверојатни алергии. Така да, значи имаме и на лекови, имаме кои што траат нон-стоп се тие, значи не можеш, ако има алергија на некој антибиотик, може на аспирин, може на ладно, исто така да се јавуваат како ринити, некои атопии, како покожава или да се ладни рацете, бели, онака скроз, значи има разни типови на ринити практички. А дали алергискиот ринитис, оно што е сезонски, се јавува кај децата, влие врз општиот имунитет на детето и неговото здравје? Видете, многу го загрозува квалитетот на живот. Значи, ние вака кога ќе кажеш, па добро ден, носот му тече, го чешало носот, што има врска, нели, као дека тоа не е некоја си болест, вака да ја кажеме, како болест. Меѓутоа, таа прави проблем, не може да се сконцентрира во училиште. Нели, кога се блокира носот, мислиш дека не можеш да дишаш, па те болат и градите, па може и срцето, нели, побрзо да чука, па може би не може да се сконцентрира да учи. Надвор исто се чеша, му течат солзи од очите. Значи, го менува квалитетот на живот на детенцето, меѓутоа и на цело семејство, зашто родителот, нели, треба да му помогне, а не знае како, и тука веќе влегуваме во еден зачарен круг, нели, се оди по доктори, па се бара терапија, испитување, па терапија и така натаму, така да, иако безазлена, навистина, во принцип не е некоја опасна кондиција, да ја кажам, не знам, еве и болест, дали воопшто да ја кажеме, едноставно го комплицира животот и го менува самиот квалитет на живот. А колку често родителите се сомнева дека нивното дете е настинато, дека има некаква вирусна или пак бактериска инфекција, пред да се утврди дека всушност страда од алергија? Да, тоа е многу поврзано, затоа што, нели, може да е вирусна, без температура, едноставно да почне да тече носот, па, нели, очињата, и затоа сематичните лекари тука, пошто си го знаат пациентот, знаат како функционира, ги знаат болестите, нели, во семејството, тие се многу важни, бидејќи практички семејни, матични лекари, педиатри, многу добро ги проценуваат и оние кои што доаѓаат кај нас во институтот во Козле, практички сите се пратени за испитување на алергија. Значи, оние си ги знаат, ги испочитувале сите тие анализи што би требало, нели, можеби брисеви се земени или преслушувано детево и така натаму, меѓутоа клиничката слика е тука некаде. Сега ова е подолготрајна, нели, додека трае го цветчиња. Ако е на полен, оно ќе трае и така да една вироза не може да трае толку, таа е до 7 дена и ќе се прекине. Значи, доколку трае долго време, тогаш треба да постои сомнеш. И сега што треба се преземе доколку се јави некаква дилема, дали се работи за алергиска основа на проблемот? Секогаш ли треба да се направат сериозни тестирања? Па видете сега, сериозни, тоа се, например... Комплетни, темелни, сакав да кажам. Па потребно е за да се дознае кој му прави на детенцево или нас лично кој што ни прави. Така да, например, кожните тестови, прик тестови, кои што се ги видовме на сликата, не се болни, тие се како комарче да ги каснало 10 минути, 15 се чека. Вела, тие се златен стандард. Тие се златен стандард и тоа е, значи, многу добро, значи, да се види на што реагират и се мерат, значи не е само дали ќе се појави реакција, се мери реакцијата, дали е мала, дали е голема реакција, а понатаму можеме со венските, овие што ги викаме специфични ИГ, тотален и специфичен ИГ, нели, према одредени алергени, можеме да одредиме и концентрацијата, количината точно, за која количина се работи. И сега, например, може да ги испитуваме на секој
3 месеци или на 6 месеци да видиме како делува, например, дали се намалуваат ако дадеме терапија, нели? И така да можеме тоа да го испитаме. А што е со оние тестови што се само преку крв? Колку се тие сигурни и релевантни? Па тоа се тие и тотален ИГ и специфични ИГ. Тие се релевантни затоа што ја одредуваат точно концентрацијата во крвта. Има на најразлични има алергени. разни класи, има на разни, значи имаме и на храна, имаме и на инхалаторни, има на лекови, има на се. Например, што би требало, професорке, да е прв избор? Се извинувам што ве прекинав. Дали треба кожен тест или пак овој? Значи кожниот тест е идеален стандард, е златен стандард. Доколку сме во можност нели да се направи, сега има нели тука недостигнати е, нешто се случува по болници, по амбуланти, меѓутоа најдобро е да се направи тој скин прик тест, тој кожниот тест. Па после да се испитуваат овие преку вена, да се испита концентрацијата и класата, колку е таа јака алергија и во која концентрација нели количина тоа е застапено во самиот имун систем. Така да, пошто бидејќи овие се ИГЕ зависни алергии, значи мора ИГЕ, значи тоа што го испитуваме, тој тоталниот, да, практички, значи самиот алерген делува на мастоцити, тоа се едни специјални клетки во кои што содржат хистамин. Тој хистамин кој ќе се излачи, они ги разградуваат, се лачи и он не чеша, пече, жари, солзи. Тоа е антитело всушност, така? Па тоа не е антитело, тоа е една клетка која што содржи внатре разни вакви супстанции и кои што значи испушта разни фактори, да речам, кои што хистаминот е еден, уште десетина интерлеукини, па фактори и така натаму. Значи многу кои што придонесуваат не само за чешање, придонесуваат и крвните садови да се да речеме како да пропуштаат повеќе, така имаме и кожни реакции, нели, повеќе пушта, па се вазодилатација настанува, па чешање. Значи многу фактори се испуштаат од тоа и тука веќе се провоцира, нели, стварање на бел лимфоцит, па тој ствара антитела и така натаму. Така тој систем еден имунолошки како работи, како се провоцира е многу интересен, ама е така комплициран да кажам. Меѓутоа на секое нареден алерген тој побрзо ќе реагира. Значи првиот пат е потешко, нели, пошто да ја пробие таа маст клетката е поголема, така. Со тие гранули внатре од сите од разни, да речам, супстанции кои што предизвикуваат алергија, нели. Меѓутоа на секое следен алерген, секоја следна алергија понатаму, тој побрзо ќе реагира и одма ќе имаме уште појака клиничка слика, доколку не превземеме нели нешто во однос на терапија. Обично, кога родителите ќе се посумневат дека нивното дете има некаква алергија, на своја рака го прават овој тест преку крв, испитуваат цела лепеза на алергени. Сега, колку е овој тест точен кај мали деца? Видете, кожните тестови, например, ние викаме дека се идеални да може да се изреагира и да седат, пошто они треба да поседат малку вака едно 10 минути, дека значи идеално е 3 годишна возраст. Меѓутоа можеме да правиме и кај помали дечиња, со тоа што нели да бидат мирни, да може да го издржат тестот, а втората работа е тоа што е позитивно. Тоа што е негативно не значи дека е негативно. Затоа што имунитетот уште не им е докомплетиран, реакцијата на секој алерген не значи дека е нели адекватна, може помалку да изреагира и така да, значи тој е позитивен одговор кај бебиња. Сега кај година и пол, нели да речеме годиначиња, може ако е позитивен, ако нели се појави црвенило, кој што ќе го измериме секако со линјерче, знаеме колку како треба и тогаш што е позитивен, онда има алергија. Меѓутоа некои прават и страшни алергии. Например, може да направи баш онака цело да се исипе, можеби така да многу внимателно се пристапува кон тие. Па да, може, значи треба, тоа е реткост, меѓутоа треба доктор, затоа докторот е секогаш тука, нели сестрата и докторот се тука додека се прават тие тестови, претходно се прави преглед, значи дали добро дише срцето, белите дробови и така натаму, значи секој тест не е така нели како ќе си правиме, зашто практички ние правиме провокација со тие тестови и ако има јака алергија може да ја предизвикаме во моментот. Така да, меѓутоа па ако е негативно, не значи дека не е алергично на тие работи, тогаш ние земаме и венска крв и тогаш ќе провериме. Најчесто кај маливе имаме алергија на млеко или на млечни производи,
на некоја храна што сме почнале тогаш да ја даваме, тоа е вообичаено. А како за алергиски ринит, нели овие што се од полени, на трева, на дрво, грињите, и овие што се мачка куча, тие повеќе се јавуваат, значи после 3-та, 4-та, 5-та година, нели кога ќе почнува практички да излегуваат и надвор, да престојуваат подолго време, дома, нели затоа и викаме ние дома, ако се диагностицира на грини, алергија на грини, на дерматофагоидес, значи мора се што е завеса, плишана играчка, тепих, се да се тргне од дома. Значи тоа се пикаат внатре, значи нели ние го викаме, во народот е познато како домашна прашина, ама тоа не е прашина, тоа им го објаснувам јас на родителите, тоа не е прашина затоа што ние нели, ама јас сум чистиме сите, нели не е тоа прашина, тоа се тие, значи им покажувам после слики, тие се тие дерматофагоидес, кои што се овде се пикаат како чудовишта на електронски, да, кои што практички се пикаат нели во чаршави, во перници, во тие плишаните играчки, или треба да се пере тоа богами нонстоп на недела дена, све да се пушта во машина, али најдобро да нема и да се пере со овие, да се чисти дома со тие, овие што се длабински, да кажам, нели кирби, како се вика тие сите, така уреди кои што длабински чистат. Но професорке, може ли и тоа да создаде проблем? Велат не е убаво да се живее во апсолутно стерилна, Па да, ама ние тоа не го препорачуваме на сите, него тој кој ќе го докажеме на тој што има докажано. Да, кај што има докажано со дерматофагоидес. Само кај тие. А останатите превентивно не би требало тоа да го прават. Не, нема потреба, зашто што на пример не ни пречи, ако ние немаме алергиска реакција, нас не ни пречи тоа. Оти, нели, природата си е значи сите тие практички субстанции да ги примиме и да ги доживееме, да ги прими организмот, имуниот систем да ги прими, да ги препознае, да. Меѓутоа, еве, некои реагираат, поготово ако имаат во фамилијата нели атопија. Ако имаат семејствена историја. Ако имаат во семејството, да, тогаш веќе треба. Ако е пак на дворешно, нели, пак ќе забраниме отварање на прозори, затоа што ќе влезе од надвор, па поготово вие сега што летаат тие белите сега пролет, сега кои ќе почнат, нели, оние глуверки како ги викаме, тие исто изузетно липа, знае многу да направи алергија. И нема надвор. Значи нема надвор? Нема надвор, или со маските. Во кој дел од денот еве би можеле да прошетаат доколку се утврди алергија на алерген кој што е присутен насекаде во воздухот, значи од респираторна природа? Да се избегнува. Да се избегнува? Да се избегнува, барем тој период кога тие се 2-3 месеца критични, бар тие колку може помалку да е надвор. И еве што забележавме, нели со ковидот, ние сите носевме маски. И вклучувајќи ми и мене, пошто имам јас алергичен ринит, значи со маските тоа беше ако значи на нула, значи 10%. Пошто тука нели убаво маските, така да ако веќе се излегува, па и децава се научија со маскичиња, ако да веќе биде тоа со некаква заштита. И дома да не се отвара многу, да имаме нели овие што се прочистувачи, барем во тој дел, во периодот кога е многу таква тој тип на алергија. Да ги поканиме само гледачите да се вклучат во денешната емисија, почитувани од овој момент ќе биде објавен телефонскиот број на телевизија Телма на екранот. Вие ќе можете да поставите прашање, да добиете одговор од професор доктор Татјана Јаховска, педијатар од Институтот за белодробни заболувања кај децата. Во Козле зборуваме за алергискиот ринитис, но и воопшто за алергиите кои што се јавуваат во детска возраст. Ако се утврди дека всушност течењето на носот, солзењето на очињата е резултат на алергиски ринитис, покрај тоа што ќе се направи некаква рестрикција во однос на излегувањата надвор и шетањето во природа, дали ќе дадете некаква терапија? Дали е неопходна терапија? Видете, неопходна е терапијата затоа што самото излачување на овие хистамини што ви кажав, на сите тие субстанции кои што го алергизираат цел организам, не само нели носот, треба да се стабилизираат. Значи треба да ги намалиме за да не предизвикуваат проблем. И затоа значи ние даваме антихистаминик, тоа е дали значи сирупче или таблетка, прво се дава антихистаминик, за во носот даваме антихистамински спреј,
а ако не проаѓа, значи даваме време, степ бај степ. Ако не проаѓа, имаме и комбинација на антихистаминик со кортикостероид, па ако не проаѓа и така, даваме чист значи кортикоспреј, кои што се со минимална дозажа, кои што навистина не прават проблем, меѓутоа ние сепак треба да мериме тежина, висина на пациентите, нели да ги пратиме како што сепак кортикопрепарат, тоа е во минимални дози, дозволено и долготрајно да се прима. Меѓутоа сепак треба да имаме една контрола на нели колку даваме, како даваме и тоа знае да ги стопира и намали проблемите. Меѓутоа треба да се користи така подолготрајно, значи не е само додека имате симптоми 7 до 10 дена и после тоа ама ние сме средени, бидејќи му треба време, не може одма да се среди, до 2 недели ќе се средува. И кога ќе се среди, они ако престанат, повторно ќе се појави. И сега ако тоа е многу долготрајно, значи ако има многу во смисла промени на квалитетот на животот, ако тоа е многу јаки алергии, тогаш веќе се преминува и на имунотерапија, на десензибилизација. Ке ни објасните што е тоа имунотерапија, но најнапред да го вклучиме гледачот кој што очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден за гледачот, повелете. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Се извинувам, дали е тоа докторка Јачовска? Да, таа е. Дали е тоа докторка Јачовска? Да, професорката Јаќовска е денешна гостинка во студиото на Телма, да. Имате некое прашање до неа? Јачовска докторката е, така? Да. Да, сакам да ја прашам само, имаше порано во Козле исто доктор Јачовски, дали му е роднина некоја? Јас ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, продолжуваме ние понатаму, ќе зборуваме за тоа што се може да се направи како начин за решавање на проблемот со алергијата, односно со алергискиот ринитис, имунотерапија. Споменавте, што е тоа? Значи, тоа е таков тип на терапија кој што се аплицира алерген. Меѓутоа во разни прво во многу мали количини, практички се прави десензибилизација вештачки. Значи даваме минимални, па покачуваме полека, покачуваме, значи практички на крај да доведеме да не биде алергичен. Тоа оди многу бавно. Вакцини за алергија што ги нарекуваат родителите. Така ги викаат, да. Сега тие значи може да бидат како капки под јазикот, може да бидат таблети, може да бидат инекции. Значи, се сериозни, например, и ги употребуваме само при стварно сериозни алергии, сериозни состојби, затоа што и треба да се прави во болнички услови, доктор, сестра до него, затоа што не знаеме нели секој алерген како полека, која доза, како ќе ја толерира. И сега одиме, например, некој подолго време со една доза, па понатаму со втора и така натаму. Така да, значи, ама треба да знаеме на колку. Споменавте, што значи тоа долго? Па оди долго до 3 години. До 3 години. За еден алерген? За еден. А кога се зема имунотерапија, најнапред се зема за еден алерген, па потоа може да се зема за следен? Па видете како, има и комбинација. Значи зависи, има готови се тие се спремни и сега зависи ние за што сме диагностицирале. Ако се еден, ќе го даеме тој што е едниот. Ако се неколку, има и комбинација, па може би докторот ќе се одлучи на комбинација или ќе оди со еден, па после со вториот. Значи сепак е одлука на докторот како ќе го, пошто го знае пациентот како ќе го менаџира. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашање. Се надевам дека прашањето е поврзано со темата на која што говориме. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Да прашам нешто докторката. Значи, имам детенце од 2019 му се појави алергија и тоа многу обилно. Кажани дека е екзема. Добра. Устичката му модрееше, отук имаше. И сега до ден денеска ни е така, некогаш почне пада и сврлува, некогаш не. Ама сме на страх, значи беше цела година може повишена диета. И у Скопје правивме некои тестови, кажаа ни дека повишето е на стрес. И сега не знам на натаму шо како, значи не може нормален живот да води. На која возраст рековте дека е вашето дете?
Детенцето ми е 8 години. 8 години, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторки, што би советувале? Дали може од стрес вакво нешто да се случува? Има реакции, да. Има и реакции на стрес, значи на такви што викаме ние неспецифични. Значи ви кажав на ладно може да се јават на некои провокации. Меѓутоа сега не знам каде, меѓутоа треба да се испита комплетно, значи да се дојде на преглед, не знам каде биле, што биле, значи има на детска клиника и во Институтот за белодробни болести во Козле. Значи и уште еден кабинет има во Букурешт, алерголошки, каде што може да се направат комплетни испитувања со преглед, испитувања и да се даде мислење. Така да вака на слепо сега не би знаела да кажам. Но советувате да се направи обавезно да се направи еден преглед, убаво темелно. Сите 3 места се значи одлични доктори работат, така да кои што се во таа патологија и сметам дека би откриле зашто се работи, па и да се работи нели на провокација од стресови тие работи, сепак и за тоа има некаква терапија каде што тоа да не би биле. Значи родителите се во стрес, сепак не знаеш кој како ќе реагира и како би изреагирале нели ако ете помодрува на вистина, сите ние би се засекирале нели би се. Така да не е лошо уште еден убав преглед да се закаже и да се направи и да се дефинира точно што е и да се даде некаква терапија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач, кој што ќе постави прашање во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден, вака сакам да ја прашам докторката. Така? Значи се работи за моето дете. Има изразита алергија, да речеме, околу очите, во пределот на вратот и посебно на рацете кај лактите, значи. Изразено со јадеж и тоа трае можда веќе 5-6 години. Значи направен алерготест на храна, нема ништо позитивно на храна. Значи секој посебно во овој период, значи изразито, значи со да речеме до рана. Така. Па сега ви интересира што може да се направи дополнително? Да. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што ќе советувате, професорке? Пријатно. Видете, може, ако е на кожа, може би не мора да значи дека е алергија на храна. Значи, според мене, убаво би требало сите испитувања, овие што се алергени, да се испитат. И ако клиничката слика е како што разбрав, дека нели и дека може би од надвор нешто е вака од атмосферата, може би и тоа предизвикува чешање. Ако е екцема, ако си ја дефинираме, да видиме значи со кои креми, како би се, бидејќи кожните промени ќе одат со терапија со креми и со антихистаминик, значи може да даде како уртикарија, нели? Така да истото би го посоветувала, значи со стручни лица, ама да се дефинира и да ги води еден лекар, тој што ги знае, тој да ги води и да има нели комуникација, да кажам, кога еве вака има нешто акутно, да може да се јават и да се консултираат, затоа што и самите креми кога ги мачкаме имаме антихистамински, па има со полакортико, па има со скроз кортико, па дали да се додаде нели перорален антихистаминик сирупче или таблетка, сега колку е нели возраст. Значи па имаме и со кортико препарати, се оди многу зависи од самата клиничка слика. Ако е до крв чешање, стварно треба тука да се можеби интервенира со појака терапија, затоа што исто го пореметува квалитетот на живот, се не го загрозува, меѓутоа нели нелагодност има, те чеша, прави неубаво во семејството, загриженост, нели? Така да јас би препорачала со стручни лица убаво да се дефинира и да останат во контакт, да може тоа побрзо да се секој нареден проблем што ќе се јави, зашто тука се јавуваат проблеми. Едно се исипало, па после друго, па може и да е и на кожа, и за инхалаторни нели носот, може се да биде. Така да може тоа да се издефинира и да има подобра комуникација со докторот, за да може брзо да се реагира. Оти тоа е многу важно за родителот, нели, брзо да се изреагира. Професорке, кога станува збор за имунотерапијата, односно оние вакцини што се за алергија, дали може да се дава додека пациентот има некакви симптоми, додека има исип, додека е акутна состојбата? Не, никако.
Значи ништо не сме да се чепка, тогаш не се ни испитуваат ни тестови, ништо. Ни тестови не се прават тогаш? Ништо. Значи најважно е да се смири алергијата, тоа е воспалителна реакција практички во самиот организам. Значи воспаление, тие сите што испуштаат се како воспаление, тие медиатори и така натаму. Значи тоа прави воспаление внатре во организмот и тоа мора да се смири и затоа даваме терапија за смирување, сето тоа да биде на некој си минимално ниво, барема колку може да се смири, после тоа можеме да правиме. Ние некогаш и не правиме кожни тестови од страв да не направи провокација на таа лоша состојба, па земаме само венски. Со венските одредуваме за да не испровоцираме нешто што... Значи тука се прави проценка. Каква е состојбата на пациентот. Најдобро е со лекар кој што ги води тие работи, кој што си е стручен и насочен во тоа, така да е потребна добра проценка. Добра проценка за добра терапија, затоа што ако траело толку по 6 години во првиот и вториот случај, сега нели зависи колку е интензитетот, колку е таа страшна клиничка слика, можеби треба да се реши докторот и на оваа имунотерапија, која што ќе потрае, меѓутоа ќе го ослободи понатаму од таа алергија за цел живот. Така да, значи, има тука... Таа терапија е достапна кај нас? Па таа терапија не е достапна кај нас. А не е достапна? Таа терапија, значи имаше две фирми, па една, па сега не знам и таа една. Едно време се даваше за тоа. Па да, меѓутоа родителите сами ја купуваат. И тоа е веќе исто некаков проблем, макар да Веќе споменавте 3 години може да трае лекувањето. Да, трае и тоа е скапа терапија, не, мислам сега не е нешто, што не може да се дозволиш, меѓутоа е скапа. Финансиски трошок, не се отидени на позитивна листа, не се ставени. Кај возрастните многу почесто ги даваат, кај децата некако полека, уште бавно да речеме проаѓа тоа, нели еве пробуваме дека ќе помине, па и со ова со она, некако така си уште со децата стои работава со имунотерапијата така на климави нозе, а вториот момент е што треба да се набави. И може да го нема во Македонија, па да треба да се набавува од надвор. Сега таа состојбата е, например, и во Хрватска. Во Хрватска исто набавуваат од Словенија приватно. Меѓутоа, може би, сепак е некој, како да кажам, изоден пат, па немаат проблем, нели, знаат кај кого што да се јават, финансиите може би им се повисоки, не знам. Али таму се уште стои таков проблем. Така се уште не е решено и таму. И таму не се на позитивна листа. Сега ние во мај правиме симпозиум кој што, значи, насловот му е хронична кашлица, меѓутоа ќе имаме предавања од извонредни професори, експерти за алергии, вакви, за имунотерапија и за инхалаторни и за храна. Значи од Загреб, од болницата Сребрњак, кои што имаат значи Европски центар за алергии, таму се наоѓа и тоа е неверојатно колку алергени, значи тие ставаат и по грб и на раце, значи тука се стават преку 100 алергени. Па и други методи има, не само овие нашиве што ги испитуваме, уште неколку методи кои што се на молекуларно ниво да се види. Тоа што се прави преку нос, да речеме, да се испита дали има... И преку нос, и преку вена, и значи многу имаат развиен, меѓутоа ви велам тоа е баш центар на европско ниво, кој што Европска унија го финансирала и уште го финансира и работат експерти, така да ми е задоволство што ќе дојде професорката на нашиот симпозиум и ќе ни пренесе дел од знаењата, па се надевам ќе направиме и некоја си институционална поврзаност да може и нашите лекари да што би било исклучително корисно. Тоа е исклучително, да, мора некој престој, поврзаност со доктори, еве вака кога ќе дојдат можеби комплицирани случаи да имаш комуникација со некој што има, со некој експерт што знае, тоа многу има значение, мислам, во нашата струка да речем. Апсолутно. Да. А професорке, кога се однесува кога зборуваме за пациенти кои што имаат алергиски проблеми, советувате ли да им се дава редовно витамин Д? Видете, значи потребно да им се дава и А и Д. Поготово витамин А, например, ние велиме заради кога имаат
овие респираторни вируси, пневмонии, бронхити, затоа што витамин А и витамин Д ги има во тие трепки, значи и убаво е да се дава, вие се сеќавате, па и ден денес остана оние малите, па само тие се останат и ден денеска. Д перличките. Со рибино масло, тие што се зрнца. Со рибино масло и само тие се со А и Д. Значи баш прашува во аптека завчера, значи да, тие се од наше време. Таа комбинација сега од страната па не, јас ја давам таа. Да. Таа комбинација. Не, најдобро е да се АД3. Преголема концентрација на овој витамин во организмот. Па не, ама знаеме колку треба да има. Значи треба да се знае која е максималната доза дневната и точно може да си ги издозираме. Тие се малите преубави, друг препарат нема. Значи деца што имаат респираторни проблеми би било убаво да земаат АД перли. Да. Мислам АД витамини има и капки, нели? Тие што се останати. Тие се единствени препарати, веќе се одат како чисти препарати кај нас, нели, како витамин Д, витамин А чист нема. Витаминот Д, значи, има имуномодулаторна улога, што значи учествува во метаболизмот на значи на имуноглобулините, значи и многу е интересен во смисла дека влијае на овие сите процеси што ви ги кажав, значи на стварање на антителата, во таа одбрана, значи во нашиот систем имунолошки имаме како два механизми кои што се ТХ1, ТХ2, што викаме, и ако едниот превагне се прави алергија, ако се превагне другиот имаме канцер и така натаму, но и другиот пострашен, така да секогаш што имаме еден баланс, како една како на вага, рамнотежа треба да бидат. Понекогаш овие тригери, дали ќе биде алерген, дали ќе биде вирус, дали ќе биде нешто друго, може да предизвика нерамнотежа, значи едниот да превагне или другиот, и тогаш веќе имаме проблем во организмот, нели, имунолошки, и тука ние исто така влијаеме многу со витаминот Д. Имам најнови испитувања со витаминот Д и уште не е откриен, иако е тој практички еден хормон кој што делува и на други механизми, многу влијае во имунолошкиот систем. Мислам, не само што во респираторниот дел влијае, вие можеби сте читали за Паркинс и за канцери, дека влијае во високи дози. Значи, сепак тоа не се овие превентивни што ги даваме кај бебињава, нели 400 единици кај бебе, па до 1000 единици кај тинеџери, ова се значи зборуваме за високи дози. Ако не се, па не се токсични тие, за да имаме токсичност на витамин Д треба стварно многу долго и многу високи дози. А овие дози се високи, ама и не се толку многу високи. Сега имаме и кај трудници, например, да се дава до 4-5 единици витамин Д пред пороѓај, тој месец дена, за да може кај бебево да отидат да му се биде појак имунитетот. Така има многу интересни влијание на витаминот Д врз имунитетот, така да ние и си препорачуваме. Кај деца што со алергиски ринити, себе каков совет би дале, колкава доза на витамин Д да се зема и дали во овој период од годината кога веќе е релативно топло, сега ќе следа сончеви денови наскоро? Значи, бидејќи тоа го работам, значи го работев и работам, неколку студии со витамин Д сум правила, малтене на истите, да речеме, после 10 години тие пациенти истите, значи се гледа дека и на здравите деца паѓа витаминот Д во крвта. Значи, ако порано ни биле 20, сега имаат 15, 10. Значи, што се должи? Значи, не излегуваат надвор. Така, и дома се со компјутерите, се со, нели, дури ролетните ги спуштаат, нели, темно да им биде кога играат игрици. Така да, а и ние, нели, како Божем сме на сонце, сончева земја, ама не сме, затоа што одиме во кола, дома, автобуси, одма дома затворени, не излегуваме надвор, ние не го користиме сонцето, така да сите имаме недостиг на витамин Д, така да и си го препорачуваме и континуирано. Сега е птен веќе во јули, август, да речеме, само 2-3 месеца и толку. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Секогаш е задоволство кога сте гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам многу. Ви посакувам успешен симпозиум. Ви благодарам. И се гледаме повторно. Се гледаме. Почитувани, тука го заокружуваме денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12:45 во Телма амбуланта. Имајте пријатен ден.